Во Северна Африка, во срцето на Медитеранот, меѓу Алжир и Либија, се наоѓа Република Тунис, која својата независност ја доби дури во 1956 година. Благодарение на повеќе годишната ослободителна борба, што уште од 1934 година ја поведе партијата Неодестур, предводена од сегашниот претседател на Тунис, Хабиб Бургиба. Тунис, главниот град на оваа република, се наоѓа на Средоземното море, во непосредна близина на старата Картагина, која феничаните ја освојуваат уште во 814 година пред нашата ера. Денес градот Тунис, кој има над 800.000 жители, е град на спротивности во кој покрај модерните квартови, вниманието на посетителите го привлекуваат старите делови на градот, низ кој се провираат претесните криви улички, за да се влијат во некој од многобројните и ретко живописни базари, на кој се продава се и се што, од камили до сувенири. Тоа се познатите туниски сукови, во кои љубопитниот турист ќе остане импресиониран од рачната изработка на најразлични украсни предмети, изработени од злато и сребро, од глина или дрво, со кои се претрупани базарите на Тунис. Сребрените ибрици блескаат на дневната светлина. Резбарите ви нудат прекрасни ковчежиња украсени со хармонично стилизирани орнаменти. Како и во сите медитерански, или поточно речено арапски земји, и овде трговијата е на посебна цена. А тој впечаток неизбришливо ви го наметнуваат ретко упорните продавачи, кои за час ќе ве обкружат, нудејќи ви ги своите производи по најниско можни цени, за на крај сепак да констатирате дека сте останали измамени. Но сепак се разбира, не е нивна, туку ваша вина, бидејќи не знаете да се ценкате и да пазарите. Инаку Тунис е земја каде постојано се мешале народите на Медитеранот, а заедно со нив и нивните култури, испреплетувајќи се и надополнувајќи се меѓусебно. Меѓутоа, ако денес би се обиделе да ја означиме најсуштествената карактеристика на оваа неврзана и пријателска земја, тогаш нема да бидеме далеко од вистината ако констатираме дека Тунис е земја во која неразделно се испреплетени белезите на традицијата и на современоста. Покрај тоа, Тунис е земја и на изразени контрасти, имајќи ја предвид пред се незината природа, која од една страна е неверојатно дарежлива и плодородна, а од друга скржава и негостолюбива. Така, например, додека северно-западните височини на големиот Атлас се побелени од вечен снег, дотогаш јужниот дел од земјата го представуваат речиси безпределните пространства на пустината Сахара, во која се чини дека небото е без хоризонт, а неговото синило се прелива во жолто море. Карвани од камили со право наречени пустински ладји секојдневно крстосуваат низ пустината и низините исушени солени езера, наречени шотови, за да најдат прибежиште во некоја од оазите, кои со својата бујна вегетација и изворите на сладка вода изгледаат речиси несварно врз жолтиот фон на пустината. Тука, во сенките на палмите, ќе си починат и ќе закрепнат и луѓето и животните, за да го продолжат својот пат по знајните и незнајните врвици на пустината. Врата на пустината е Матмата. Овде зјаат огромни пукнатини, толку слични на издупченото лице на месечината, нададени со кратери. Меѓутоа, верували или не, дното на пукнатините е всушност
dvorna nekoja kuća, vkopana во камен, каде што сосема нормално се одвива секојдневниот живот со сите негови мали и големи радости и грижи. Жените ткајат на разбои, децата се играат, старците, насобрани околу чајникот, потпевнуваат некоја прастара берберска мелодија, додека мажите на падините на ледиштата се обидуваат да ископаат од неплодната, сува земја, каков било плод. Очигледен пример дека човекот е во состојба да ја победи суровата природа, да ја скроти пустината со незините подвижни дини, слични на нескротливи морски бранови. Тунис има една единствена, пополноводна река која се влева во Средоземно море. Тоа е реката Медјерда, долга 460 километри. По ослободувањето на реката Медјерда се изградени 3 брани со хидроцентрали, а акумулационите базени што се создадени служат и за наводнување. Може би затоа секој тунижанец чувствува посебен пиетет кон неа. Меѓутоа, слично како и Нил, и Медјерда овозможила околу неа да се смести златната долина на Тунис. А тоа всушност е и најплодниот негов дел. Но Тунис, тоа се 1200 километри долги плажи, што се протегаат по азурниот брег на Средоземното море. Поголем број острови и островчиња, групирани во неколку архипелази. Центар на туниската ривиера е градот Хамамет, кој е во близината на главниот град Тунис, во кој се изградени цели низи од најсовремено опремени хотели, обкружени со непрегледни плажи. Навистина, туризмот и во моментот е еден од најзначајните извори на приходи. А уште повеќе тоа е златната иднина, како што велат тунижаните, на оваа ретко интересна и гостолюбива земја, која се повеќе настојува да ги залекува трагите на повеќе вековното робување, кое завршува во не така далечната 1956 година. А пред Тунис да стане колонија на Франција, кој се не се обидел да загосподари со неговото питомо крајбрежје. Освојувањето на Тунис го започнале феничаните во 9 век пред нашата ера. Тие и ги поставиле темелите на Картагина. Потоа римјаните ќе завладеат со Тунис. Нив ќе ги сменат вандалите, па византиците и арабјаните, кога започнува исламизацијата и арабизацијата на берберското население во Тунис. За нивното владење во Тунис денеска мощне речито зборуваат зачуваните културно-уметнички споменици. Ќе споменеме само некои од нив. Ѕидиштата на Керуан и неговите минариња и куполи. Тврдината Монастир. Амфитеатарот во Ел Джему.
Капитолот и театарот во Дуга. Врата на медреса. Џамијата Сиди Бу Маклуфа во Кеф. Минијатурното село Сади Бу Саид, кое како да виси меѓу небото и земјата. Неговите бели ѕидишта, сини врати и прозорци, како да се блеваат во морето од зенедило и цвеќе, во белината на расцветаните јасмини. Несомнено, домородната архитектура во Тунис е мощно оригинална и функционална. Таа е во хармоничен склад со поднебјето и со пејзажот. Не баре извира и се вклопува во нив. Но сепак, најголема драгоценост во пребогатото културно наследство со кое располага Тунис се мозаиците. Тие достојно ја репрезентираат големата античка цивилизација што се развила на афричкиот брег на Медитеранот. Екипата на телевизија Скопје, престојувајќи во Тунис со цел да ги сними теракотните икони што се чуваат во музеот Бардо, не можеше да не сними и дел од овие мозаици кои исто така се поместени во овој музеј. За значењето и за уметничката вредност на овие мозаици подетелно ќе не информира доктор Коста Балабанов, директор на музеите на Македонија. Во североисточното предградие на градот Тунис, во периодот на 18 век, вешти градители изградиле комплекс зградби што ја сочинувале резиденцијата на прочуените по своето богатство туниски бегови. Комплексот е врзан и со историјата на тунискиот народ, бидејќи во една од неговите палати на 12 мај 1882 година бил потпишан познатиот мировен договор, познат уште под називот Трактатот на Бардо. Само 6 години подоцна, поточно во 1888 година, со посебна одлука, еден дел од комплексот бил претворен во археолошки музеј со лапидариум, една од првите и многу ретки институции во ова време во Северна Африка. Денес музеот Бардо веќе зад себе има изминато пат долг 99 години на плодна музејска дејност, а во наредната година тој ќе прослави постоење од рамно еден век. Големата музејска зграда, адаптирана за намената што и била доделена, со карактеристики на познатата северноафричка медитеранска архитектура, со отворен трем на сводови што ги штитат главниот влез, неоспорно представува една од најбогатите светски археолошки ризници. Но без секакво сомнение, најголемото богатство на овој музеј се бројните остатоци од мозаици работени во периодот на римското владење со овој регион, како и оние настанати во време на раното христијанство. Мозаиците кои што ги покривале подовите и ѕидовите на богатите пагански, а потоа и христијански храмови, јавните градби и приватните вили, како по техниката на изведбата, така и по ликовните и естетските вредности, спаѓаат во редот на највисоките дострели на ликовните уметници од овој период во светот. Најстарите мозаици со ликовни представи, од кои еден поголем дел денес се наоѓа во музејот Бардо, потекнуваат од почетокот на вториот век од новата ера. Но во тој период во Северна Африка не постојат домородни ликовни творци кои би могле да се носат со оваа многу тешка и комплицирана техника. Затоа, нарачителите поканувале сликари од хеленистичкиот исток, најповеќе од Египет. Овие мозаици се одликуваат со хеленистички дух, те имаат многу прецизен цртеж и хроматско нијансирање на мотивите, меѓу кои преовладуваат идилични и митолошки сцени. Но веќе кон крајот на втори век од новата ера,
Во овој дел од Медитеранот се појавуваат и локални мајстори, чии што ателјеа создаваат бројни дела во кои почнува да се забележува и промена на стилот и иконографијата. Во првата половина на 3 век постепено е напуштан класичниот стил, а мотивите на мозаиците многу послободно се третираат. Непознатите творци на овие мозаици многу успешно почнуваат да ги користат експресивните и импресионистичките можности што ги пружа ова техника. Идиличните и митолошките мотиви, кои што преовладуваат во иконографскиот репертуар на 2 век, постепено се заменети со драматични теми, инспирирани од секојдневието. Затоа, многу аспекти од римско-афричкиот општествен живот стануваат предмет на творештвото на мозаичарите. По подовите и ѕидовите на зачуваните градби наидуваме на изворедно насликани сцени врзани со ловот, пловењето, игрите и животот во домашниот интимен амбиент. Честопати овие сцени се придружувани од текстови кои што ги толкуваат насликаните сцени. Но на крајот на 3 век, импресионистичкото движење отстапува место на апстрактното сликање. Тежиштето на интересот значително се изместува. Реалистичкото и материјалното како да му отстапуваат се повеќе место на духовното, на символичното и ирационалното. Како логично продолжување на ова творештво, ќе се појави околу средината на 4 век од нашата ера мозаикот со изразити христијански мотиви. Старозаветните сцени, сцени со христијански маченици стануваат основните мотиви со кои се украсуваат подобите на новоизградените христијански храмови. Но со освојувањето на Северна Африка од страна на вандалите, со уништувањето на аристократијата и осиромашувањето на градовите, ова скапа техника замира. Дури со обновувањето на Африка од страна на Византија, повторно оживува техниката на мозаикот, но за кратко време. Мозаиците од овој дел на Африка наполно ќе исчезнат со инвазијата на арапите во 7 век од новата ера. Кога зборуваме за богатствата што во своите трезори ги крие музеот Бардо, нужно е да споменеме дека овде се наоѓа покај другото и богат фонд теракотни икони откриени по бројните археолошки локалитети. Токму овие икони не наведоа да го посетиме Тунис, барајќи компаративен материјал за новооткриените теракотни икони во Македонија. Теракотните икони од Тунис по својот формат, ликовните квалитети и по многу други технички карактеристики значително се разликуваат од оние откопани во Виница во Источна Македонија, но тие се покажуваат и многу блиски по иконографските теми што ги обработуваат. Со сигурност би можело да се каже дека и едните и другите настанале приближно во ист период. Тоа е 5-6 век од новата ера. Музеот Бардо несомнено поседува и други археолошки експонати кои го привлекуваат вниманието на проучувачите и на многобројните љубители на античката уметност. Нашата камера, користејќи ги скромните временски можности со кои располагавме, забележа само еден дел од ова богатство, односно она што сметавме дека ќе предизвика посебен интерес и за нашите гледачи кои немале можност да го посетат овој извонредно богат музеј. Истовремено, користејќи го филмскиот материјал од нашата документација, се обидовме да ви ја доближиме оваа блиска, за нас се уште доволно непозната, неврзана и гостолюбива земја, интересна со својата автентичност, а истовремено отворена кон современиот свет. يا هلا بضيوفنا ومرحب عسروج خيولها بتلعبوا
والشال الزين المقصب وسيوف تلوح وتلالا. دقلنا الباشي يا حمية نار الدلة شحالة من وجه الطين من حي طلت على الحي هيانا.